Дали во Македонија може да се пријави корупција во институциите? Законски, да, може. Но колку оние кои ќе се охрабрат и ќе пријават злоупотреби, криминал, корупција, потоа се заштитени од системот. И да, тешко е да го пријавиш шефот за корупција. Потребна е храброст, посебно кога пријавувачот работи за минимална плата. Дека се уште има правдолюбиви граѓани, покажува одлуката на 5 жени да пријават корупција. Замислете во обвинителството, кој треба да гарантира правда, поточно во Висшето јавно обвинителство Скопје. И кога пријавија, наместо да добијат поддршка и признание, медиумската пропагандна машинерија ги сатанизираше. Пријавениот обвинител за малтретирање Мустафа Хајрулахи се повлече од позицијата. Неговиот некогашен заменик Јован Цветановски, обвинет за злоупотреба на службената положба, со одлука на Советот на јавни обвинители се врати на работа. И да, ова во кратки црти е Македонија, нажалост. Дали пријавувачите на корупцијата се заштитени, дали системот ги охрабрува или обесхрабрува, ќе разговараме со поранешната председателка на Државната комисија за спречување корупција Билјана Ивановска и мојата колешка Сашка Цветковска. Ова е нов подкаст, разговор редакција. Добро вечер за двете. Добро вечер, двете голога на гостите. Кусо резиме направив како сакам да го започнеме разговорот. Сашка, Билјана, колку е реално институционално да се пријави корупција? Како што спомнавте и претходно, кажавте дека законите тоа го дозволуваат, односно го предвидуваат. Значи имаме законски одредби каде што е предвидено институционално пријавување на неправилности, незаконитости и слично. Тоа е законот за укажувачи, кој што обврзува во институциите да се воспостави соодветен систем за укажување. Сега, како тоа функционира? Значи, едно е да го дизајнираме системот, меѓутоа, прашањето е како функционира. Може би, наведум вака изгледа обесхрабрувачки ова што вие го кажавте, меѓутоа сметам дека е сепак голем чекор напред. Може би е мал чекор за нас како општество, но е голем чекор за нашата иднина. Зошто? Затоа што законот за укажувачи е донесен во 2015 година. Па имате вие години кога воопшто не се спроведува. Па имате од 2019 почна укажувачите да се јавуваат, да поднесуваат пријави во Државната комисија за спречување корупција, но и во останатите институции кои што се надлежни за надворешно пријавување. Само да појаснам, значи според законот постои внатрешно пријавување и надворешно. Внатрешно значи во самата институција раководното лице треба да има овластено лице за примање на пријави од укажувачи. Но може да се случи, нели, овластено лицето што сака да пријави токму за раководителот, така што може да се најде во незгодна ситуација, затоа постои надворешно пријавување кое што може да се оствари во Државната комисија за спречување корупција, во јавното обвинителство, надлежно соодветно јавно обвинителство, што е малку, нели, чудно и во ситуацијава, кај Народниот правобранител и во МВР. Значи има 4 институции кои што се надлежни за надворешно пријавување. Ние некако го заживеавме тој процес барем на надворешно пријавување и во нашиот мандат собравме некаде околу 50 пријави од укажувачи. Сега знаете, убаво е што луѓето се охрабруваат, не секогаш наодите се потврдуваат, меѓутоа има материјал. И од сите тие имавме ние и иницијативи за кривично гонење, 3 иницијативи за кривично гонење кои што едната, да кажем, беше, се сеќавам многу добро, беше многу специфична, се работеше за едно јавно предпријатие, каде што имаше 5 вработени и 7 членови на управен одбор. И многу лесно го препознаа укажувачот. Меѓутоа, ние го спроведовме законот целосно и го заштитивме укажувачот. Имавме за раководното лице иницијатива за злоупотреба за кривично гонење и иницијатива за разрешување од страна на владата. Меѓутоа, тој, за жал, за несреќа, почина во меѓувреме и така се заврши тој случај.
Како и да е, и гледам дека процесот на надворешно пријавување во ДКСК продолжува. Еве само во претходната 25-та година од добиените 15 пријави за 13 биле оформени предмети, од кои што па за 3 исто така се поднесени иницијативи во јавното обвинителство, 5 се уште се работат, во 5 не се потврдиле на одит. Значи тоа се пионерски чекори кои што го кршат мразот. Значи и овој подвиг на тие 5 жени е исто така кршење на мразот. Добро. И тие луѓето мора да се охрабруваат да пријавуваат. Само да направиме мала дистинкција за да бидеме прецизни и точни. Овие 5 жени пријавија речиси јавно со известување до тогашниот државен обвинител и потоа врз база на нивната пријава се оформи и кривична пријава која беше за малтретирање во службата и злоупотреба на службената положба која излеза од наводите во вонредниот надзор на работата на Висшето јавно обвинителство. Сега, Сашка, кога слушаме поранешната претседателка на ДКСК, формално правно да ни ги објави, да ни ги објасни, да речеме, процесите како оди укажувач или народски кажано свиркач на корупција и криминал во институции, кроз последното истражување цената на правдата, како го доживеа еве целиот аспект со тоа, со оглед на тоа што делото кое се гони поранешниот шеф на државното на Висшето јавно обвинителство Мустафа Хајруллахи, меѓу другото и малтретирање во службата. Нели мислиш дека овие 5 жени беа малтретирани откако заврши, да речеме, кривичната постапка, потоа низ пропагандната машинерија, користејќи ги како топовско месо за да се одбранат од евентуалните ризици кои им ги носи обвиненијата? Од сите случаи кои што сме ги работеле во Ирала или заедно со меѓународниот проект за известување за организиран криминал и корупција, секогаш кога има укажувачи и луѓе кои се обраќаат кај вас, најчесто тоа значи дека пропаднале сите напори институциите претходно да реагираат и да решат одреден проблем и да заштитат одредени лица кои сакаат нели вистината да биде чуена. Нивниот статус беше укажувачи во институцијата кои потоа не може да дојдат лесно до решенија и затоа дојдоа и кај нас. Како овој случај, од сите случаи што сме ги работеле, мене лично, а знам дека и на целата редакција ни паѓа најтешко, затоа што публиката, граѓаните се изморени од бескрајни криминални и корупцијски скандали кои никогаш немаат разврска. И кога во таква атмосфера, во која многу малку луѓе се уважуваат јавно да проговорат, а нашата работа е бесмислена ако граѓаните не ни се сојузници и не работиме заедно, тогаш не гледам каква е таа позитивна порака која што може да ми упатиме нидните укажувачи, бидејќи обвинителот Цветановски е вратен на работа, значи оној кој што ги малтретирал луѓето. Не, Јован Цветановски не е обвинет за да бидеме прецизни, Јован Цветановски е обвинет само за малтретирање во службата, да. Не, за злоупотреба на службена положба, извини, да бидеме точни и прецизни, за злоупотреба на службена положба заедно со Мустафа Хајруллахи. Добро, на случајот кој тие го обелодануваат е месење предмети и тоа се двајцата главни луѓе, од кои едниот нели беше, ако е тоа санкционирана да речеме, меѓутоа јас не можам да разберам, ќе беше добро да обвинителот тука да го прашаме, како од толку проблеми од во општество, дали вашата прва работа у првите 3 дена е да ги земете случаите на ленче и да го вратите на работа, осомничениот за местење предмети за високопрофилни лица и нивните интереси, за кои што има истрага во кој што и обвинителката се охрабри да каже дека била подзакана и малтретирана. Јас се плашам дека оваа пракса не е добра. Се плашам дека граѓаните ќе западнат уште подлабоко во цинизам, а тоа е најлошата состојба во едно општество кога имаме цинизам и дека тие можеби со право не веруваат дека правдата е можна. Ние овде остануваме да веруваме во тоа, меѓутоа нашите искуства досега, иако сме имали добри искуства, повеќето и не се толку добри, и на крајот на денот довербата на граѓаните во институциите е секако ниска
И Билјана Преска спомна дека имале околу 50 пријави од докажувачи во незиниот мандат. Се прашувам колку се сега, ние немаме ниту статистика колку институции добиваат пријави. ИРЛ добива по 200-300 месечно, што е Значи, показател дека критичкото новинарство, кога може да се третира како корисно, а тогаш е оној пат кога има исход, макар и тој да не е идеален и совршен, граѓаните се охрабрени да делуваат. Сега имаме една нова реалност и нова администрација, а во судската власт време е да ги развојуваме владата и судството, бидејќи посебни власти се и носат посебна одговорност, не може сите да седат зад премиерот или зад некој да викаат, ама знаете, мене ми е многу тешко во овој момент, јас не знам што да направам, ако ви е толку тешко, нема да кажам кој обвинители, тогаш навистина не мора да се бавите со оваа работа, има и полесни работи. Добро, ќе беше добро да беше новиот државен обвинител тука, за да добро да не му е толку тешко. Тој во разговор со нас кажа дека му е претешко. Разговараме, не најдовме тајминг и време за да се договориме точно и за да разговараме на сите овие работи кои ќе ги дискутираме ние вечерта од аспект на пријавување на криминал и корупција во институциите, посебно страшно криминал и корупција, поднесено обвинение за местење предмети и малтретирање во службата, токму во обвинителството, каде што треба да се гарантира правдата на сите нас. Јас само сакам да појаснам, она што кажа Сашка, немаме сега евиденција колку и како има пријави во институциите, значи секоја институција од 1324 во 270 кажав дека има воспоставено систем за укажувачи, има 280 овластени лица, ова е од последниот извештај на ДКСК податоци, и тие институции имаат обврска да доставуваат до ДКСК полугодишен и годишен извештај. Испаѓа дека за 25-та година имаме од 13 институции 27 пријави. Вкупно. Значи тоа се однесува на трешното пријавување. Она што сакам исто така да го истакнам е дека некаде во 22-ра се правеше анализа на ризиците од корупција во правосудниот сектор, во судството и посебно во правобранителството. Тоа го работевме заедно со мисијата на ОПСЕ во Скопје и искочи една многу добра анализа. 23-та е објавена, ама во текот на 22-та се работеше. А во 23-та веќе ја промовиравме анализата. Ова што го кажуваат службеничките од јавното обвинителство е содржано во таа анализа. Значи, тие ништо ново не кажуваат. Таму како внатрешни ризици токму е посочен примерот за распределбата на предметите. Еве тука долу пише внатрешните ризици. Која година е овој извештај? Од 23-та е објавено, а пазете, ова е анкета спроведена меѓу судиите и меѓу обвинителите. Значи, што тие сами за себе кажуваат? Интересно ми е да го прочитам, бидејќи кога зборуваме за внатрешни ризици во делот на извештајот, вика надзорот на основните јавни обвинители од страна на повисоките обвинители се врши формалистички, што остава простор за произволно и непрофесионално однесување. Ова се реферира на обвинителите, значи нестручно, непрофесионално, несовесно постапување. Постојната процедура за распределување на предмети, која што и покрај тоа што се одвива по случајен избор, се уште дозволува дискреција на шефовите на јавните обвинителства или шефот да ги викне службеничките, кои се последната алка на синџирот на одговорности, се најслабите во хиерархиската поставеност, и да им каже: овој случај мора да го доделиш на Билјана, мора да го доделиш на Сашка. Значи ова е констатирано во извештај и сето... Мислам дека нас никој не би не доделил случај. И сето ова што го зборувале девојките и го раскажаа јавно... Тоа веќе видено, тоа веќе самите си го кажале. И уште на тоа... Го кажале обвинителите да потенцираме. Так, обвинителите, токму така. Претпоставувам периодот на анкетирање и оди подалеку од 2023-та, што само посочува дека сме имале 3 премиери, 3 администрации, неколку министри за правда и сите тие постојано зборуваат, па дури го пишуваат во своите така наречени стратегии борбата со корупцијата во фокусот. Меѓутоа, ние не гледаме дека таа е во фокусот ниту согласно буџетот кој што се распределува за овие институции, ниту согласно нивните акции. Добро. И уште повеќе, тие самите кажуваат дека претрпеле директни или индиректни влијанија, и тоа 36% од нив кажале дека претрпеле влијанија од извршна власт. А скоро 1/3, 30%, 29-30% кажале дека претрпеле влијанија од политичка партија. Па сега, јасно ви е понатаму зашто вака се случува. Инаку,
од моето досегашно искуство, ве уверувам, колку и да ви изгледаат песимистички сите овие случаи, ние како, кај ќе бидеме, што ќе бидеме. Моето искуство кажува дека во секоја институција има позитивни островчиња на луѓе со интегритет. Така е. Во секоја институција. Ние тука треба да се држиме до тие луѓе, како што се. Ама ги сатанизираат, ги Ама, демонизираат. да, меѓутоа, И тоа се, Да, например, меѓутоа- како јас секогаш ги земам за пример, извини, овие девојки, жени кои одлучаа да зборуваат. Тоа не се јавни личности. Тоа не се политичари, Ако? не се обвинители и работат Да, но за тие го 24.000 издржаа денари притисокот. Ама тоа- минимална плата Не им и треба да смета. го и треба да се носат со луѓе кои имаат моќ да одлучуваат и за нивните судбини и за судбините на оние кои се обвинети или за предметите кои требаат по Ама наводници се е да ги минливо. спасат. Се е минливо. Се е минливо, И ама моќта- луѓето не може да се носат со такви притисоци. Ама не може Да, но да тие се добро носат. се носеа со притисокот. Оно со кое не може да се носат е дека и по таква сторија со сработни откритија нема ефект од тоа Ама што ќе тие има. јавно проговориле. Ама ќе има. Видете, соочувањето сам со себе е најтешко. Значи сега таму треба тој јавниот обвинител да се соочи сам со себе и да рече да бе стварно јас грешив. Кој ќе го рече тоа? Кој ќе го рече тоа? Никој нема да го рече. И тој и ќе ги користи тоа како у шума кога ќе отидете. Кој животно ќе преживее? Тој што е посилен, тој што има некаква моќ. Ова е делегирана моќ. Ова е моќ што црпи сила од политиката, од политичката партија. Која политичка партија на власт му дава моќ, му дава дискреција, му дава. Кој е мотивот на било кој за да се најде на некаква функција? Да извршува работата во согласно со закон, честно и поштено, или пак да ги ужива привилегиите и да си ги лечи комплексите да се прави некој пред вработените. Извинете. Па што покажува праксата? Па тоа е македонската реалност. Ама тоа е македонската реалност, ама што не случајно ја го викнав Чепреганов кога почнавме стратегијата да правиме. Па за мене корупцијата е психолошка појава. Извинете, ама така е. Добро, кога зборуваме за корупција, Пета, и се пењавиме Ама и ова што го направил обвинителот, па тоа е негова состојба на умот. Значи, јас црпам сила од мојата моќ, мене тука ме поставиле, кој сум јас. Тоа е неговото супер его за кое што Чепреганов цело време збори. Зошто ние имаме корупција во држава? Затоа што царува супер егото. Причините за тоа се историски, социолошки, општествени, длабоки корени. Меѓутоа, свеста треба да расте. Секоја власт е слика на тоа каква е колективната свест. Ако сакаме да менуваме во власта, во било која власт, во извршна, во судска, во законодавна, ако сакаме било што да менуваме, треба да ја менуваме колективната свест. Тоа е тоа. Ова што го направиле тие се чекорите за менување на колективната свест. Ако се сатанизирани, тие кога биле јаки да го издржат тоа, ќе и бидат уште појаки да го поминат веќе наредниот период и да бидат пример за другите. Затоа што верувајте дека сигурна сум дека има и во други институции кај што ми е пукнат филмот и кај што ќе им се обратат, абе што направивте вие, дај бе како направивте и ние да направиме. 100% ќе им се обратат. Добро, долго сте низ институциите, кога зборуваме за системот, како преку Државниот завод за ревизија, така и во антикорупцијската комисија. И кога зборуваме, тоа ми беше прашањето за корупција генерално. Колку е тешко обичен вработен во институција да го пријави шефот за корупција? Еве да пробаме да ни објасните институционално колку е тоа захтевно, тешко, нетешко, лесно. Значи, па примерот што ви го кажав беше вработениот да го пријави шефот, директорот да го пријави кај нас и ние спроведовме све. Сега човекот не доживеа казна затоа што почина Бог да чува, меѓутоа ги спроведовме и тој си го заштитивме, па го праќаше во други подрачни единици, не знам, го малтретираше, го заштитивме, го вративме назад, затоа што по закон за заштита на укажувачи, институцијата мора да го заштити укажувачот, да заштити неговата анонимност и доверливост. Тоа е законски. И тоа е работа на внатрешниот укажувач, на внатрешниот овластено лице или на надворешната институција каде што е направено пријавувањето. Значи битно е да се луѓето да се обучуваат, кампањи да се спроведат, да им се отвараат очите. Значи се е тоа некоја психолошка борба. Сега ти ќе видиш, јас ќе ти направам ова, јас ќе ти што можеш да ми направиш, ти па има судови.
па и тебе некој ќе ти направи. Што можеш да ми направиш? Што сум направила јас погрешно, за ти мене нешто да ми направиш. А ти што преш? А ти што преш? Ти што уценуваш? Ти што ова? Ти што тоа? Па за се може да се докаже денес, така? Да. Значи, Но не може сега да се процесуира. не може, ама ќе почне да се процесуира. Ја мислам дека полека јавниот притисок се зголемува. И тоа е тоа што во моментов ние така ќе успееме да пробуткаме. Затоа што ние во нашата стратегија, например, имавме и поглавје за корупција и во медиумите. За такви медиуми кои што нели потпаѓаат под влијание и ги прибираат тие таквите да им прават подкасти, односно да се злоупотребат медиумите за сатанизирање на луѓе кои што достоинствено пријавили. Па, Сашка, сега кога ќе збориме ова што го кажува Билјана, луѓе кои достоинствено пријавиле, одеднаш стануваат по наводници криминалци. Тие се лошите, тие се инструирани од некого, тие биле блиски до овој, па имале слика со тој. И се гради еден наратив кога, да речеме, тој што го пријавил или посочил на одделно коруптивно дејание, станува лошиот. Таргет. Тоа е, да, па генерално таргет. Пропагандата, да, меѓутоа добро, ние тоа Какво охрабрување тоа за луѓето? Кога ќе би станале таргет? Затоа што борбата никогаш не е тешка, не е лесна. Не е комфортна пред се. Значи што ме борба, не може не може да бидеш ти и во комфорт зона и да се бориш. Такво нешто нема. Така сака, например, власта во Македонија, не зборам за оваа власт, за претходната за 35 години, власта во Македонија сака да биде во комфорт зона и да се бори против корупција. А од година во година корупцијата да расте. Не може тоа. Значи, ако решиш да се бориш против корупција, нема комфорт зона и ќе застанеш, ќе стиснеш заби и ќе се бориш силно. И тогаш биди спремен дека ќе има удари од сите страни. Нема Како тогаш да ги охрабриме луѓето да пријавуваат корупција, кога она што го гледаат и она што го зборуваме, крајно обесхрабрува? Јас мислам дека веќе е нашата работа охрабрува. Штом доаѓате охрабрува вас, и ги инспирира луѓето. Така е. Дали е доволно или не е доволно, јас не знам, и меѓутоа како некој што е безпрестан со години на тоа место, каде што си таргет, каде што си малтретиран, понижуван, озборуван, навредуван, да, не е лесно, но едноставно тоа е тоа што го побарува борбата, да речеме, како што кажа Билјана. На крајот на денот, често и ние добиваме критики, па што од вашата приказна, и го разбираме тоа чувство. Што ако се објави, што ако се објави, што ако се објави. Меѓутоа, преска посочив за нашата работа да биде корисна, не само критична. Потребно е да постои и атмосфера во која не институциите, туку граѓаните ќе го дадат тоа ќе го кажат тоа масовно на сите. Не. И сметам дека свеста се менува и порадикално и побрзо, иако можеби така не изгледа. Да, има ограбувачки. Меѓутоа кога ќе направиш споредба со периоди, ќе видиш дека мртнало нешто, има некаков напредок во свеста. Значи, извини. Меѓутоа тоа што е болно, на пример, еве случаите, сега знаете, се уште не сум доволно оптимист сум, ама не сум, да речеме, задоволен оптимист кога имате случаи како модуларната болница, Кучани и слични. Едноставно е невозможно, не е веројатно. Јас вистина мислам дека треба психијатриски конзилиум да се занимава со свеста на луѓето кои што одлучуваат за тоа. Неверојатно е тоа да се игнорира. И власта, и опозицијата. Вистина е дрско, вистина е газење врз граѓанинот. Нешто друго имаш да не кажеш? Или веќе си трогнат? Јас сакав да кажам нешто, еве ќе се повикам на еден пример што една ваша колешка поранешна, не живее веќе во Македонија, меѓутоа го посочи како пример од нашето детство, кога имаше Бранко Коцкица на телевизија и кога им објаснуваше на дечињата дека ги собра стапчињата и кога ги врза и вика нели она другарството и единството кога ќе се врзат е непобедливо, така и сакам примерот да го посочам и за граѓаните кога ќе се соединат заедно, тие се сила и тогаш ништо не може да ги растури. Значи кога го врза снопчето со стапчиња, кој може да го растури? Не може, врзано е. Ме разбирате?
Значи, тоа е многу важно да свеста кај граѓаните да се разбуди. Целта, нашата цел која е да си го видиме општеството чисто, таа е водилката што ја гледаме напред и што ни дава сила да издржиме се што ќе не најде по пат. Кога зборуваме за храбрење некој да пријави корупција, мислам, не знам дали го делите истиот став, главниот момент кој треба да биде оној кој ќе даде некаква храброст и сила да се пријави е одлучната реакција на обвинителството. Ние се уште 35 години не гледаме одлучна реакција на обвинителството. Како? Да. Таа е институцијата која треба да охрабри и да каже да, луѓе, пријавете, затоа што има систем кој ќе го препознае, детектира и казни ова. Сега таму има многу причини. Има и објективни причини и субјективни причини. Значи, ова што го кажа тие со распределбата на предметите, па надворешните ризици спомна вештачењето од вештите лица, дека секогаш, нели, вештакот ако нели е Отсуство подкупен. на истражни центри со... Значи, за сето тоа што го посочија тие самите како надворешни ризици, тука владите се криви, односно финансиите се криви, власта што не им дава соодветно финансии, за тие да се екипираат, да се направат тоа што треба. Значи, не ги земаат тие парите од буџетот само за плати. Тие треба да ги земат парите за да се допремат. Па тие знаете дека уште вртат тефтери по старо, дека немаат компјутери. Канцелариите изгледаат од секој ниво и таму они се може да се врши во нова работа. зграда, меѓутоа функционалноста им е како пред 50 години. Значи, треба да се унапреди работењето. Први, за тоа велам, има објективни причини. А субјективните причини Ама се лични. не ли е фрапантно да речем 1/3 од оние кои зборувале, кажале дека има притисоци од представници на политички партии и тие 30% од обвинители анонимно го кажуваат во истражување кој сте го работеле вие со ОПСЕ. И какви се тие луѓе, кај е нивниот дигнитет, интегритет, кога обвинител е под таков притисок и говори за тоа во вакво истражување, што би било проблем тогаш тоа да го каже јавно? Ете, пак е направам споредба со девојките кои одлучија јавно да зборуваат за проблемите во жените. Се извинувам, значи, не е важна функцијата, дали е функционер или работи на нека друга позиција во институцијата. Интегритетот е нешто што го носиме во себе. Тоа е лична работа. Етиката е лична работа. Етичкото однесување во општеството представува морален компас. Да, меѓутоа како ние тоа ќе го градиме? Не може да се сведено на лично, на крајот на денот системот е тој кој што произведува поквалитетни поединци. Така, ама ако ние тие вредности не ги луѓето го прават системот. Ама луѓето што да научат, кажете ми во ова образование, во овој образовен систем, утре не можеме ние да им се налјутиме на овие деца дека немале вредности. Видете ги вредностите на кои тие се учат, мислам. Едноставно наша е одговорноста да креираме индивидуи во колективот кои ќе бидат достојни да водат. Така е. Меѓутоа, она што вие го работите и што гласно го говорите е одличен патоказ дека не е се вака како што го гледаме, туку дека може и поинаку. Тоа е тоа што треба да ги води луѓето напред. Сега, дали порано беше, ајде, кога ќе се збогати ако некој е на функција, постоеше меѓу народот такво шепотање, така ли? Дека оправдано е тој што е на функција, тогаш да се нафатира. Сега не е оправдано. Се менува мислењето кај граѓаните. Значи, имаме ние напредок во колективната свест. А тоа иде многу споро, многу бавно, меѓутоа иде, некако се движи. Јас сакам да звучам позитивно затоа што знам дека може. Така е. Единствената пречка што ја мислам дека е крупна и мора да се отстрани е финансирањето на политичките партии и финансирањето на медиумите, бидејќи без канали, каде што ќе може да се изразат, не може да се сведе оптимизмот на граѓаните да го поттикнеме само со ИРЛ, 360 и 2-3 други помали гласови. А платформите, гласовите, медиумите мора да ветуваат кој зборува, кој заслужил да зборува и кои се навистина темите од јавен интерес. Инаку зошто ние би ги финансирале од држава? И прво да се дефинира што е јавен интерес. Секој си го толкува на свој начин. Прво тоа некој го толкува како приватен, некој има разни. Да. Буке да не зборавме многу. Не, така задоволен сум. Добро, ама ако може во обвинителството да се сведочи и пријави местење на предмети некаков вид на корупција,
што тогаш се случува и во другите институции кои да речеме никогаш не се така брутално под окото на јавноста како што е да речеме обвинителството. Значи, пак ќе се вратам на стратегијата, пошто навистина стратешки документи ги детектиравме клучните фактори кои што генерираат корупција, а тоа политичкото влијание. Еве го, нели? Политичкото влијание се огледа во креирање на закони, во поставување на политичката волја и над законите, што ми е галеште таков законот, јас ќе направам како што мислам, така? Сега сум на оваа позиција, кога друг пат ако не сега, во мешање во кадровската политика, злоупотреба на дискреционите права и така натаму има безброј примери на кои сме сите сведоци за политичкото влијание. Меѓу другото, еве и во односење на закони за финансирање на медиуми, политички партии и така натаму. Темата е многу широка. Понатаму, неказнивост. Зошто постои неказнивост? Функционирање на правосудниот сектор. Транспарентност. Колку повеќе се зголемува транспарентноста, помали се шансите да постои некакво коруптивно дејство. Ние, например, инсистиравме транспарентно се извинувам, транспарентно поставување на сите CV-а на вработени. Како се примени тие? Како може да биде некој... А тоа се уште го бараме за слободен, служејќи се со правото на слободен пристап, па и така не се добивало. И ама од друга страна има навистина, еве ние до 2016-та правевме приказни во кои викавме владата 9 месеци не ни одговара. И тоа беше фокусот. Меѓутоа сега агенцијата издава решение. Така е. Значи има напредок некаква стратегија за транспарентност што направија претходниците, барем ми е драго дека и вторава влада продолжува. Ние немаме немаме пречки по различни од претходните да добиваме, има подобрување. Затоа што и без документи нема квалитетна работа. Квалитетната работа по дефолт носи поголема корист за граѓаните, но далеко од тоа дека ние сме решенија. Ни даваа документи, ама после не врват ништо, но некаков исчегор има. Корупција при издавање на лиценци, дозволи, еве го Пулс, што е? Беса Транс, што е? На Ласкарци, што е? Се е тоа резултат на таков вид на корупција. И кога на тоа долу ќе ставите како заеднички именител отсуство на интегритет, крај. Значи сите овие работи што ги спомнав претходно ги прават луѓе кои што немаат интегритет. Со други зборови кажано. Сега интегритетот е обратно пропорционален односно треба да се движи во иста насока со растење на свеста. Колку е свеста повисока, толку интегритетот ќе се зголемува. Односно ќе се намалува стравот кај луѓето. Па чекај, па се тие сите вработени што работат во институции, па и во приватни фирми, треба да знаат, луѓе, никој ништо не ви може луѓе. Значи пријавувајте, одете до крај. Кај мене на пример се обраќаат голем број на граѓани, кој им кажам ајде да обележиме пари, нешто да направиме. И веднаш се повлекуваат. Јали сега. Значи не може така. Ова е многу тешка борба, ама бара истреност и бара постојаност. Изложеност исто така. И изложеност. И пак ќе речам, кога ќе се соберат повеќе на едно место, стапчињата не може никој да ги растури. Добро, предлагам тука да погледнеме едно видео кое го направивме, се однесува на истраги кои се отворени непосредно по објава на истражување од страна на ИРЛ, па сакам да се вратиме пак да позборуваме за тоа како се одолговлекуваат со години одредени процеси, како граѓаните никогаш не го добиваат одговорот што се случило, зошто се случува и најважно кој е крив. Додека луѓе штедеа на грејење, гасеа светла и ги следеа препораките за разумно трошење на струјата, во Македонија се вртеле милиони евра со набавката на јаглен за рек-битола и тец осломи. Енергетската криза која предизвика војната во Украина, за граѓаните значеше неизвестност и повисоки сметки за струја. А за бизнис мокниците со силни политички врски значеше можност за сопствено богатење. Кризното профитерство се финансираше со буџетски пари. За време на енергетската криза од 2022 до 2025 година, државната ЕСАМА склучила договори за набавка на 4,6 милиони тони лигнит, за кои било договорено
нетранспарентно да се потрошат над 283 милиони евра. Ирала на 3 јуни лани објави дека дел од бизнисот со набавка на јаглен добила и фирма од Бугарија, Гома Сидра. Таа е во собственост на Вице Заев, брат на поранешниот премиер Зоран Заев. 9 милиони евра е сумата која завршила на сметката на фирмата. Истражувањето на Ирала го пренесе и владеачката ВМРО ДПМНЕ. Фрапирани сме од молкот во СДС и кај Венко Филипче за неговата фирма во Бугарија, джип откупен од фирма која на тендер носела јаглен во СМ и фирмите на Заеви кои инкасирале 9 милиони од истиот тендер, а се поврзано со улицата Гоце Делчев број 12 во Петрич. Јавното обвинителство лани за Ирала посочи дека отворени се неколку предистраги за набавките на јаглен. Речи се 1 година подоцна, нема информација што презеле обвинителите. Ни на крај памет не ми падна дека во мое име, со мој матичен број, со фалсификувана лична карта, дека некој подигнал кредит. Само што влегов во финансиското друштво, вработениот ме погледне и ми рече: ти не си таа. Па ја викам секако дека не сум јас. Јас воопшто немам земено кредит. Сликата беше од друга жена. Името, презимето и матичниот број беа мои, меѓутоа се останато што беше на личната карта беше различно. Ги прашав колку пари се подигнати од таа трансакцијска сметка, ми рекоа 120.000 денари и дека господјата парите си ги подигнала на шалтер во банка. Имате отприлика некоја бројка колку случаи вакви, колку измами направила оваа група? Се работи за поголема операција која што во минатата година имала прилично голем бенефит од финансиска природа за таа група. На 22 декември 2024 година Ирала го објави истражувањето Украдени животи. Во април 2025 основното јавно обвинителство соопшти дека отворило истрага за 43 лица за измамите со брзи кредити. Обвинение се уште не е поднесено, а дел од осомничените повеќе не се во притвор. Многу голема траума е целиот настан. Верувајте ми, од тогаш не спиам. Уште ги слушам гласовите на луѓето кои гореа живи. Плачеа во болка и умира во пламен. Обвинителите од Тетово пак веќе издадоа 8 наредби, собираат материјални докази и ги сослушуваат очевидците и вработените, а истрагата ги одведе и во фирмата Брако, која ги произведе и монтираше модуларните болници. Од одговорност ниту бегам, ниту ќе бегам, но ќе инсистирам на тоа и ќе чекам да заврши истрагата. Документите од изворот ќе го содржат можеби и најважниот доказ кој директно покажува дека и Министерството за здравство и изведувачот биле свесни дека објектите се субстандардни. Изведувачот Брако задолжен за монтирање на модуларните болници во земјава, меѓу кои таа во Тетово која изгоре до темел, тврди дека немало никакви грешки при изградбата на објектот. Очигледно беше дека централниот проблем на целиот овој случај е во еден документ – техничката спецификација за изградбата на модуларните објекти. Лицето, подпишано на техничката спецификација, е архитектот Вања Андонова. Без оглас, со преземање и набарање на министерот Филипче, таа во 2018 година доаѓа во Министерството за здравство на позиција архитект. Според документите, Андонова ја изготвува техничката спецификација за модуларните објекти, за која се вклучиле повеќе аларми меѓу институциите. Таа од Министерството за здравство си заминала за да работи во Брако. Сите овие работи укажуваа на тоа дека постоеле пропусти и дека за истите знаеле и од Министерството за здравство и од Брако. Меѓутоа, во јавноста постојано се промовираше една поинаква приказна, дека се е според законите и безбедносните стандарди, дека ова е само една несреќа и за истата не треба да се бараат одговорни. Инаку, можам да констатирам дека целокупната постапка за изведување на електричната инсталација од почеток па до крај не е изведена
согласно прописите, правилниците кои што се потребни за ваков тип на работа. Пред истрагата за изградбата на модуларната болница во Тетово, во која живи и изгореа 14 лица, се уште трае. Речиси 5 години од ужасот. Нема обвинителска одлука, а семејствата не добија правда за своите најблиски. Горан Илиев е адвокатот кого Муамед Бетулахи го ангажирал откако дознал дека некој го узурпирал плацот. Заедно отишле да видат што се случува на парчето земја, но наместо плоче и темели стари повеќе од 3 децении, кои Муамед ги направил, затекнале модерна куќа на која имало мајстори. Изненадени како некој може да работи без дозвола на туки плац, побарале мајсторите да им го викнат лицето кое гради. Доаѓа постар господин Мурсел Мурсели, кој што се представува дека е газда, и нормално нели започнува муабетот. Можеш ли да ми кажеш од каде го стекнати ова, како го доби? Па што имам јас на тебе да ти кажам? Bespravното градење го пријавиле во полиција. Полицајците од Попова шапка исто така били изненадени како некој се дрзнал да узурпира туѓа земја. 7 дена по пријавата. Адвокатот добил известување од МВР. Не градел Мурсел, туку неговиот син Фатон. Но она што го изненадило адвокатот е што наместо да се утврди бесправно градење, во полицискиот документ делото е заведено како самовластие. Предпоставувам дека сакаат да го заштитат инвеститорот на начин што кривичното дело бесправно градење е кривично дело кое што се гони по службена должност од страна на државата преку јавен обвинител. Додека пак само властие е кривично дело кое што се гони по приватна кривична тужба. Обвинителството го истражува и овој случај, преку кој Ирала покажа како викендица изградена во 2024 година се легализира со документација дека е изградена пред 2011, како што предвидува законот за легализација. По истражувањето на Ирала, без лиценца остана геодетот, а обвинителството вештачи кога е изградена викенд куќата. Сепак, досега обвинителска одлука нема и за овој случај. Најчесто кога ќе стигне предметот, висшиот јавен обвинител знаеше дека таков предмет треба да стигне, не повикуваше во неговата канцеларија, најчесто мене, додека работе во висшето јавно обвинителство, ми го даваше предметот и ми велеше овој да се заведе на двојка. И сега ние ако дента сме ја пополниле двојката со друг предмет, треба да чекаме да дојде следниот круг да биде двојка. Тоа може да биде утре, задутре, 3 дена. Јован Цветановски го имаше римскиот број 2. Се сеќавам дека тоа беше летото, 2024 година, кога обвинителот Мустафа Херолахи ме повика преку секретарката кај негов кабинет, за да ми каже дека предметот Поштанска банка треба да биде додален кај обвинителот Јован Цветановски. Имаше моменти каде што исто при некоја грешка од некој друг вработен знаеше да не собере сите, па да ни укажува, да вика по нас дека не знаеме да работиме, дека ќе бидеме избркани од работа. Жими гробот на татко ми ќе ти избркам од работа, жими децата ќе ви избркам од работа. Јас ќе бидам обвинител до пензија, ги имам сите суди и обвинители. Не знаете со кого си имате работа. Имаш дете, мислиш што правиш. Ако можам да бркам обвинители, што останува за вас? Извештаот за прв пат открива системско местење на судски предмети во обвинителството. Членовите на Комисијата за надзор ги издвоила сите предмети од 2023 и 2024 година во кои што висши обвинители се откажувале од жалби и обвиненија. Пропусти се констатирани кај 39 предмети. Во 35 пропустите не влијаеле на професионалноста на обвинителите, но во 4 случаи прекршувањата представуваат основ за кривичен прогон. Цветановски потоа во овие конкретни случаи решавал да не ја брани страната на обвинителството, или се откажувал од право на жалба, или се повлекувал од обвинение.
Имавте ли некакви проблеми, притисоци за целиот период додека траеше истрагата и до поднесување на обвинени? Да. Истите се одвиваа на перфиден начин, притисоците и закани, односно се одвиваа преку моите деца. Истите се осеќаа вознемирено, исплашено за мене, за мојата работа, за мојата добробит и сето она што може едно дете да го чувствува за родител. Имаме вака изјава од една од вработените, дека сте повикале една од нив кај вас во канцеларија и пред обвинителката Наташа Гоџовска, која е ваша колешка, и вашите две деца сте рекле без многу ука и бука предметот заведете го кај Јован Цветановски. Видете вака сега. Дали може сето ова да се конструира и да се направи цел случај само со изјава на еден записничар? Па претпоставам дека и вработената нема да тврди нешто. Па вработената наведува и сведоци на случајот. Вработената имам и слики, но не сакам да ги покажам. Вработената е неразделна со Фатиме Фетаји и со бандата. Овие истражувања не се само приказни за корупција, туку огледало на системот во кој живееме. Систем каде пропустите не се казнуваат. И наместо да не заштити нас, граѓаните, системот често ги штити тие што го користат за своји лични цели. Затоа, вистинското прашање не е само што се случило, туку зошто се уште никој не одговара. Добро, и вака кога ќе го погледнеме видеото и кога ќе видиме за кој случај станува збор, јас не можам да поверувам како за несреќа која се случила 2021 година, како модуларната болница се уште да имаме предистрага и да немаме конечно решение кој е крив и зошто изгореа 14 луѓе во модуларната болница. Зашто и некако цел муабет што го правевме во претходниот дел паѓа во вода кога ќе збориме. Да, токму така, затоа што се злоупотребува институтот предистрага, бидејќи нема определено време, ограничен рок на трајање. И затоа се злоупотребува и неограничено може да трае таа предистрага и тие го злоупотребуваат токму тој момент за да трае ова вака како што трае. Можеби треба да има и ограничување, мислам, на толку јасен случај, да имаш ти 5 години, така, не 5 дена или 5 месеци, значи се 5 години во прашање, не е дека не може да се докончи до крај предметот. Мислам дека треба да се преземат соодветни мерки за подобрување на организацијата на работењето во јавното обвинителство. Има таму сила и енергија, меѓутоа, пак ќе кажам, треба од сите страни да се притисне. Не може да каже владата дека не само ова, ќе зборувам кога велам влада, зборам влада во принцип. Значи, владата вели дека за прв приоритет ќе биде борба против корупција, а од друга страна немаме пари за тие институции кои што први треба да излезат во борбата против корупцијата. Ајде ги изорганизираме подобро, ајде да го дигитализираме јавното обвинителство едноставно, да нема предмети кои што ќе почекуваат за да бидат запишани во архива. Зошто да го има тоа? Може да го нема. Значи, дигитализацијата е многу важен чекор во борбата против корупцијата. Автоматски проблемите на овие 5 жени ќе бидат автоматски решени со автоматизирана постапка. Ме разбирате? Значи, ако сакаме, треба од сите страни да удриме по корупцијата, затоа што таа не е нешто обично, таа е општествен проблем, рак рана во општеството и не може таа да се лечи со тоа. Чекај, ја да поминам сега, па за другите ќе видиме. Не може така. Зборувавме за упорност цело време и бевте на став дека упорноста е таа изложеноста која мора да доведе до резултат. Се сеќавам изминативе 5 години семејствата на починатите од ковид пожарот и протестираа пред судови, и протестираа пред обвинителство, и бара конечна разрешница кој е крив. Веќе сватија дека постапката која се водела во Тетовскиот суд нема врска со тоа истрагата како се настанати причините за пожарот и дека процесот во Тетово, каде беа осудени директорите, станува збор за негрижа, дека не е тоа како изгоре болницата. И са кога овие луѓе веќе стануваат уморни и не го бараат она што им е најсвето, правда за своите најмили,
пак паѓа во вода упорноста, не е секогаш Не може да упорност. падне во вода упорноста. Пред 10 години беше незамисливо Да се бара. да се бара одговорноста. Беше незамисливо да пред 15 да протестираме. Беше незамисливо да имаме укажувачи кои што ќе не ги дадат документите, па дури институции кои што ќе одговорат на барањата за слободен пристап. Да, ние имаме многу институции со кои по 2-3 години одиме на управен суд, граѓаните не ги знаат голготите што ги поминуваме во За да соберете позадината. документи. Притисокот, го разбираме, заканите, проблемите. И ние, јас разбирам зошто сите се чувствуваат вака. И ние, исто како и граѓаните, а граѓаните многу повеќе, не сакаме само да известиме за реалноста. Сакаме да ја промениме реалноста. Така е. Меѓутоа, таа единствено можно да се промени ако граѓаните истраат, бидејќи на крајот на денот тие се првите сведоци на корупцијата и криминалот. Тие се и првата, тие се и последната линија на криминалот. Корупцијата не се случува на пресконференција, таа се случува во болниците, во судовите, на шалтерите, на секаде. Без нив, без приказната која може да ја даде човекот, ние апсолутно не можеме да сонуваме за промени. Да. Меѓутоа, мојата порака на граѓаните е дека мора да се обесхрабрат. На крајот на денот се покажува дека многу од овие луѓе се поголеми кукавици од што се прават. Тоа не го зема збор. И јас од работата од Ирола можам тоа да го кажам. Така е. А и што се кукавици туку, ние многу од тие луѓе ги замислувавме барем, не знам, добри бизнисмени, добри политичари, не. Тоа се луѓе кои немаат никакви Ситни скилс, никакви вештини. Вештините е невозможно да не победат. Па погледнете, денеска држиме концерт пред Усија. Не доаѓа никогаш, на целта не можеме да стигнеме толку брзо. Меѓутоа, се додека не има, се додека си помагаме едни на други и се концентрираме, Така. тоа што ги менува системите е вознемирување. Единствените кои може да го вознемират системот, а системот се базира и обстојува поради тишината, се граѓаните. Така е. Значи, И дефинитивно можат. Значи, овие луѓе да дојде некој ве воирало да поседи со нас, ке си рече, аман те, луѓе, за овие ги трпевме. Будали. Така е. Секој граѓанин може да каже не, стоп на корупцијата и да не понудува. Се сеќавате кога беше фрка со пасошите, овие патните исправи, нели кога Со документите. со лично. документите. Па 1500 беше, кошташе да се добие бројчето. Поредовен канал. Колку луѓе имаше што понудија по 1500 денари? Знаете? Тоа е ситна корупција. Ама постои. Што ја генерира системот. Значи, зошто системот да генерира? Затоа, јас се радувам што, например, почна дигитализацијата малце да оди како со забрзан чекор. Такво ми е чувството. Нели слушаме? Тука може да се изведат документи, може, не знам, државјанство. Не, Централниот регистар е единствено добра институција, меѓутоа таа институција ја се изгради пред 20 години, од тогаш ништо не е променето, но барем функционира. Инаку дигитализацијата никада не е помрдната, особено во правосудните институции и во полицијата. Ако ги видите условите во кои што работат од полициските истражители до, не сакам да зборувам за обвинителството, тоа е срамота. Не знам како не им е незгодно на оние политичари кои бараат некаква борба, а и на крајот на денот треба да им биде незгодно и на оние шефови во обвинителството, бидејќи имаат многу да кажат и многу да се фалат, ама ниту еден нема храброст, државен обвинител, да се ги побара оние проценти од буџет кои што им следуваат, за да може да ја унапредат својата работа. На крајот на денот, без ресурси, вештини, утре сите да магично се ослободат, да станат луѓето со најголем интегритет, просто не може да ја завршат работата. Знаете, во 2019 кога започна мандатот, не собраа во влада и беа представници на сите овие правосудни органи и тогаш демек еве се спроведува системот за интероперабилност. Граѓанинот ќе може да го следи својот предмет до каде е, нели, ако пријави во ДКСК го дала во обвинителство, ќе се колку има 7 години има тогаш. И каде е интероперабилноста? Затоа велам дека овие процеси на дигитализација мора да забрзаат, за да ги скратиме маките на овие другиве субјективни слабости присутни кај луѓето. Добро, ви благодарам за разговорот или народски кажано за муаветот. Ќе го завршам ова со една многу добра
кампања од 2009 тоаш владени кампањи која сака да го поткренат моралот за да се пријави корупција, можеби само и декларативно, беше не биди овца, не дозволувај да те стрижат. Дигни глас против корупцијата во Македонија. Така да нека не биде само декларативно како една владина кампања за која беа платени тогаш пари, него стварно луѓето да зборуваат за корупција и да пријават. Ви благодарам. Благодарам.